Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, за жал, во Струмица за 3 дена, 2 пати не зафати силно невреме, кое предизвика штети во понискиот дел од градот и во неколку населени места. Сакам да им порачам на граѓаните од загрозените места да бидат спокојни, мирни. Ситуацијата е со сигурност под контрола, екипите се на терен, уште синоќа помага на поплавените домакинства, односно на подрумите. Денеска расчистуваат, а на сите оние кои ги злоупотребуваа поплавите и си гледа сеир од таквото невреме, ако не сакаат да помогнат во таквата ситуација, ги замолувам барем да не ни одмагаат. Ова беше силно невреме, кое што не го предизвикав ниту јас, ниту било која институција од општина Струмица, ниту од опозицијата, ниту од позицијата, ниту од партиски определените, ниту од неопределените. Ова е Божја работа, се случувало и ќе се случува. Но во вакви ситуации треба да делуваме пред се и над се како луѓе. Да помагаме, а не да се напаѓаме меѓусебно, да сееме омраза и да правиме обиди, да собираме партиско-политички поени на сметка и на грбот на граѓаните. Повеќе пати сум кажал, ќе повторам и денеска. Јас сум градоначалник на сите и дојдов на оваа функција за да ги решавам проблемите, а не да бегам од нив. Се соочувам со нив и барам решение. Факт е дека на улиците во понискиот дел од градот, посебно на најниската кота, улицата на дел од улицата Младинска, имаме повеќе годишен проблем. После секој пообилен дожд, и еве ви најавувам дека од денеска сериозно се зафаќаме со работа за трајно решение на проблемот и наедно ќе се заложиме за изработка на проект за реконструкција на улицата. Имаме силна волја и ќе ги употребам сите општински капацитети и ресурси, ако треба и ако затреба ќе барам помош од државните институции и ќе го решиме овој проблем. Од вас, мои сограѓани, барам да ми верувате, да имате разбирање и да бидете трпеливи. За мене зборот е збор и во тоа ќе се уверите многу брзо. Верувајте на нашата искреност и на мојата младост. Наитно ќе формираме мултисекторско тело составено од членови на Советот, представници од општинските јавни предпријатија и од државните институции и општинската администрација. Тело кое пред себе ќе има сериозна обврска и максимално ќе се заложиме таа да биде брзо и квалитетно исполнета. Истовремено ќе започнеме и со дронско снимање на одводните канали за точно да утврдиме кои објекти се изградени, што и колку е узурпирано и затнато зошто е оневозможено одводнувањето при обилни врнежи од дожд. Во меѓувреме ја активираме и комисијата за проценка и утврдување на висина на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи при општина Струмица. И до неа може да поднесат барање граѓаните кои имаат предизвикани штети заради невремето. Таа е подготвена и ќе одговори на сите барања. Почитувани сограѓани, најавите се дека од следната недела повторно ќе има врнежи од дожд. Сакам да бидете смирени и да верувате да бидете убедени дека не сте оставени сами на себе. Тука сме сите заедно и координирани сме сите релевантни фактори за да помогнеме и да се заштитиме колку што се може, се додека трајно не се реши овој проблем на делот улицата Младинска. Истовремено апелирам до сите граѓани и на жителите од населените места да не ги узурпираат одводните канали и канавките кои што ги имаат по линијата. Туку истите да бидат оставени да си ја вршат функцијата за која се наменети. Ние ќе ги чистиме тие што се останати и полни со отпад. Но тоа не е доволно, затоа што дел од нив се пресечени, а дел од нив и се присвоени. На тоа треба конечно, заеднички, да му ставиме крај. Сакам ова денешно моје обраќање да го разберете најсериозно.
затоа што искрено сочувствувам со семејствата кои претрпеа штети и уште поискрен сум во намерата за трајно решавање на проблемот со поплавите во најнискиот дел од градот. Секако со полно ваше разбирање и со полна поддршка од сите вас.